излезам со вас на парадите. Не барете вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Јас превземав, кажав, дозволете Слободно. ми јас да ги навам да Повелете. се почувствувам како вистинска дама во разговорот. А не се чувствуваш секогаш како? Во студиото? Ама сега дозволи да три разговор. Дозволи Малку разговорот сме, да го продолжиме. малку сме, Голема Перо, веруј, малку благодарност сме. До од мојата десна страна до гостите што ни испочитуваа под сите правила и прописи. И што најдоа време И пред. што најдоа време и по сите правила и прописи велам како што Доликува. доликува за едни звезди и подржувачи на звездите, така? Пиар. Ветрот во Така грб. нека Ветрот биде. во грб. Може така. Добро утро. Не треба никоја посебна најава. Така? Така е. Петар Добро утро. Георгиевски и Антонио Димитриев Вски. Вски. Со В. Добро утро, добро дојдовте. Ќе отвориме со Перо Камиказа. Јас сакав да го прашам. Првото прашање дојде од мене. Затоа што многу зборувавме во оваа емисија за Скопје. Зборуваа љубителите на Скопје, оние кои што и до ден денеска вложуваат, го сакаат Скопје, носталгично се враќаат дан из времето, но и велам и ден денеска даваат свој допринос со своето однесување, со своето делување во општеството. Секогаш има, кога и да ме видам некои интересни моменти, вие ни споделувате од вашето делување во Скопје. Многу години за тоа бе. Многу девојче. години, веројатно. И секогаш знаете, навистина многу интересно да не насмеете, да и носталгично ние да гледаме на вашето време. Па како вие го доживувате денешниот ден? Како вие го доживувате Скопје? Прво, честитки до сите ваши гледачи на Македонската радио телевизија, 13 ноември, денот на градот Скопје, на градот убав пак ке никне. Да. Така беше на времето една песна. Остане? Да, за мене Скопје остана и матичен град, а и град во кој ги имам направено сите лични, спортски, музички и духовни успеси, така да јас сум врзан за Скопје, за Вардар и едноставно мислам дека и тука ќе си го завршам мојот животен век. Антонио, Че рано е за да го Вие заврши како- животот, рано. Ајде, да, едно 2 години. Да сме живи треба. Антонио, вие како човекот кој што особено ги следите култните, културни настани, Скопје, особено централното градско подрачје, беше едно место каде што најголемите културни настани се случуваа. Најпрви, Како јас да го денеска? честитам 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Она Скопје, како беше песната Перо, градот убав пак е никне, ми се чини дека во буквална смисла повторно важи, заради тоа што градот убав се помалку е убав, а се повеќе наликува на Паланка отколку на метропола. Нека не биде ова сега некаква, да видам сватен дека е критика, ама и е заради тоа што и ние скопјаните, и оние што ги велам, јас нарекувам скопјани у покушај, некако почнавме премалку да се грижиме за собственото Скопје, за местото во кое сме дошле да живееме или местото во кое сме решиле да го минеме остатокот од животот. Генерално, сите ние, начело со градските татковци или градската мајка, како сакате, мора да се потрудиме градот убав пак да никне. Да веруваме дека пак Перо, никне во полусјај. Извини секунда, Тони е секогаш критички настроени во меморија, иначе уште почетокот Си го познаваме, матична куќа му е ова, си го знаем. Чини ова, чини, ова вајки виж дека ќе чини, поминало време па се поправиле работи. Ето, Ке чини, да дефинитивно. видиш Затоа дека ќе верувам, си. вербата да остане дека Да, повторно да, ќе никне. Како меморија ќе го разубави Скопје? Перо. На 16. Видете вака една работа. Обично луѓето доаѓаат кон Со крајот многу големи очекувања. кон крајот на деновите што се наближуваат на концертот да викаат остана уште волку карти, одете купете, правите. Не мора, имаме веќе полна сала, така да има нешто ситно оставено од 500-600 карти, кој ќе стигне ќе си ги купи, кој нема да стигне нема да ги купи. Едноставно
овој концерт ќе се одликува со тоа што ние воопшто нема да се такмичиме, бидејќи во музиката нема такмичење, има емоции и љубов со светските звезди како Coldplay, како Pink Floyd. Воопшто немам намера или немаме намера да се бавиме со ова што се случувало, демек пред вас биле тие од Србија, тие од Хрватска. Тие ни се нас колеги, почитувани и секоја чест оставиле некој белек кој живее во нас. Сега ќе видиме ние за 3-4 дена дали сме на тоа ниво или 2-3 скалила погоре. Јас малце сум безобразен секогаш со таа работа и мислам дека после концертот ќе ги повикаме сите оние што ќе дојдат на концертот, да им раскажат на оние што не биле на концертот, што пропуштиле, бидејќи и не можеле да влезат. Спремаме нешто што до сега во наши рамки не е ни пробано да се прави. Де факто, како концертите на Pink Floyd, секоја песна има своја анимација која оди на голем LED скрин позади нас, кој е некаде 200 квадрати. И секоја песна има своја анимацијска приказна. Ја прати целата... Ами како Iron Maiden да вадите и фигури по во 3D. Во 3D, да, или... Да чекате, популарно е сега вештачка интелигенција, што се случува, чекате малку прилично, да, ова е прилично 3D и изгледа навистина, јас да ви кажам, бидејќи 5 луѓе работат, аниматори што работат за Paramount Production, за 20th Century Fox и така натамо, деца наши што работат за имаме горе. Деца, да, имаме 5 деца работат на ова веќе 2,5 месеци и јас цело време ги стискав да ми покажат нешто, пошто нели љубопитен, што и тек завчера видов првпат парче од првата работа, песна која е уствари Параходот ми пристигна, почнува да се изваите од кондор. Јас викам ова никој нема да гледа у нас и да не слуша, ќе го гледа едно сонце изгрева. Цело време дека пеат Адријана Ристо и Поце, имаме почетокот е со Зурла и со Тапан, девојка свири Тапан. И сега тоа само ја можам да предпоставам. И сега го замислив и се најажи. Да, како тоа ќе изгледа, затоа што ќе ми биде криво, бидејќи јас ќе бидам горе на динат и нема можам да уживам во... Ќе ти снимаме, ќе гледаш Антонио. Да. Комплетно аудиовизуелно мултимедијално шоу. Значи, она што слушате и гледате. Антонио за меморија. Ма за нас те вие меѓу оние што се најгоре. Не ни требаат Coldplay, Pink Floyd, ни требаат за да видиме варајати, како сака да кажат англичаните и американите. Меѓутоа, вие сте наши. Не, треба да покажеме и ние дека и умееме, и знаеме, и имаме капацитет. Може би не сме имале прилика и не сме имале, зборам за ваква представа. Тоа е оно што е аудиовизуелно, а оно што е емоција е оно што ќе се случува на сцена. На сцената ќе има, веројатно Перо ќе објасни подобро, повеќе гости, секој со различен филинг, со различно парче душа која ќе го остави низ сопствената изведба и низ оно што е имплементирано во музиката на меморија. Многу интересно, ќе видите. Ајде, Перо, за луѓето кои што ќе бидат на сцена, ќе те молам со посебен акцент кога имаме на женската популација. Да не заборавам некого, ќе ми биде криво, значи ќе трнам поред. Значи има девојка која свири Тапан, која е изворедна, заедно со уште еден момак кој ние му го сменивме името. Од Владко го напишавме, не знам, на некој друго име. Јована тоа редовно го прави, Здравко е Звонко и така натаму. Драгиша е Љубиша, Тој со урладжијата, уствари, кој ја свири Параходот, му се извинуваме, бидејќи го напишавме, мислам дека Бранко го напишавме. Па деве го! Тука е! Поздрав до Бранко! Адријана Јаневска заедно со нашите двајца пејачи ќе отворат Параходот ми пристигна. Гостинки ќе бидат Дружица од Ареа. Значи, после тоа ќе дојде Дани. И една многу интересна девојка која ќе свири на харфа и заедно со Поце ќе свират Оган под звездите. Тоа е да не така келава малку тука, да. Сара Мейс. Сега не е келава, сега е... Не, фризурата е така. Фризурата не, девојката е изворедна, значи една таква една енергија донесе на таа нова песна да беше чудо. Но имаме уште едно изненадување, Александра sa презимето точно не можам да се сетам, доаѓа од Берлин. Не беше Пилева? Не, Пилева, не. Александра доаѓа од Берлин и ќе свири саксофон. Она изгледа као Кенди Дауфер, работи во моментот во Томан продукција тамо во Германка? Македонка. Македонка.
Доаѓа И не знаеме дека постои. Она е од Струмица, не, тука во Скопје на времето свиреше по многу клубови. Ја на неколку места има видено и има оставено во сеќавање и викам оваа девојка ќе ја земам кат-тат на концерте. И сега она ќе ја свири возови песната и заедно со сите нас на крај кога ќе завршиме, де факто со Тијанче која свири тапан, Илова и со целиот оркестар блезери. На Дирлада ќе имаме појачање, значи ќе имаме 2 тапана, па ќе имаме уште додаток, уште Готово, јас веќе знам кои песни постојано ќе се споделуваат, ќе се шеруваат. Има и специјален гостин кој можеби и веројатно е најголемото име, е позната музичка звезда со респектирана интернационална кариера, пред чии изведби се поклонува светот. Толку имам да кажам. Истиот лик никаде не употребил онаа придавкана и такви луѓе како него, како Иџе Стефановски, кои нижат успеси низ светот, ми се посебно драги. Александра Илиева? Ја најдов. Така е, така. Ја најдов. Ја најдов. Добро. Ја најдов. Така е. Што ни прават телефони? И еве Што ни прават годините? Од Берлин ќе се дигне во вакво време, не време да дојде. Ја бараме во студиото да ни ја договори, да ни биде гостинка. Гостинка и навистина една многу убава енергија на пробите се случува и еве за сите. Тоа сега да прашам, што правите сега последните денови? Што се скаравте меѓу себе неколку пати, па се зиривте? Како оди тоа? Изгубам прашањата, ништо од ова не искористивме, извинете. Кажи што за не може со Перу никогаш прашања нема. Подобра со Антонио може. Ако е бендот едно мало семејство, подобра семејна хармонија никогаш немало. Дури ни тоа никога беше. Се шегувам. Дури ни требаше да дојдете заедно, ни должите пред крајот на годината да ни дојдете заедно. Перо мора да го договориш тоа. Да, добро, ние бевме во една ваша емисија сите заедно. Тука да дојде. На почетокот, а сега и тука ќе бидеме. Тука да дојде. Па ќе ние ќе сатанеме, ќе се тргнеме, да вие. Бидејќи јас се чувствувам тука како дома. И така да се чувствувам. И мислам дека сме биле дечини. Па не знам дали сте биле родени, поготово ти. Кога Јована сигурно, не? Директори и уредници на оваа куќа. Бранко беше, Бранко. Да, се Бранко денеска е роден, меѓу другото. Имам години. Бранко го паметиме од наше време. Бројките ни се изротирани. Од наше време го паметиме Бранко, Добро, ние сме Јована е ново дете. Да, нови деца, нови деца кои што треба веројатно да донесат нова енергија. И донесо, да го продолжиме она што се значеше МТ и што се уште значи. Благодариме за гостувањето. Не ми одговоривте како сега течат последните подготовки, како е жустро, што се случува внатре. Јас ќе ви кажам, значи, имаше моменти во претходните години кога ми се враќаа назад нозете во последните денови од пробите. Ние вчера, бидејќи имавме доста така, нели, како се вика, креативни кризи, сега има толку љубов во целава приказна. За ваша информација, нашиот нов гитарист Рубин Димковски 80 пати до вчера со кола доаѓаше од Прилеп на проба и се враќаше назад. За секоја проба доаѓа од Прилеп и се враќа човек. Зошто се враќа? Не, затоа што е музичар. Нема секој ден проби. Музичарите се малку поинакви. Не, затоа што има сопствено студио и при тоа има и некои обврски во студиото. И значи нон-стоп патуваше, може да замислите што е 80 пати од Прилеп и по време, и по невреме, и по топло, и по ладно да видите во Скопје. И кога ќе дојде, бидејќи има некаде 43-4 години, еден од најмладите во нашиот состав, една нова енергија донесе човекот и, како да ви кажам, се радуваме на секој минут. И сега, например, ќе завршиме со проба после 3,5-4 сати, никој не си оди. Рубин, трли му викам. Знаете зошто не си оди Рубин? Знаете зошто не си оди Рубин? Јас ќе ви кажам, затоа што растел со вашите песни и затоа што сега тоа е исто како сега некој кошаркар да може да заигра со Мајкл Џордан. Тоа е тоа. Видете уште една работа ќе заборавевме, многу битно, машки гостин на еден имаме од изведувачите, тоа е Филип Николовски, тоа е дете во инвалидска количка. И заедно со Ристо и со мене ќе отпееме песна на нашиот гитарист Рубин Димковски, која вика за добро да е. И тоа е последната песна која излезе. Тоа е последната песна од 5 која излезе. Ние ќе издадеме албум некаде во февруари. Ќе имаме 9 композиции на таа песна. Дирлада конечно после 8 милиона ќе ја добие и својата студиска верзија.
Значи ние не застануваме тука во работата, значи ќе се Млади обориме сте. во декември. И да не Млади сте и полни со енергија. За Јануари, добро да е февруар. зубаво на душата. Да, јануари, Тоа февруар ќе бидат време кога ќе ги доснимиме песните, некаде во март ќе правиме промоција. Тогаш ќе ви дојдеме сите. И можеби и нешто во живот ќе отсвириме. Не може би туку сигурно. Договорени сме, готово, Сигурно. падна договор, да. Луѓе, благодариме. Благодариме. Антонио, благодариме што Повелете на концерт, гледачите се разбира, вратите ќе бидат отворени на време во сабота, а душата и срцето на 19:30. Да, нема да може да ги избркате сега тоа, вие си знаете. Да, ќе има предрупа која ќе свири цело време додека ние додека влегуваат, бидејќи преку 6000 луѓе ќе има на концертот, треба време да Вратите влезете. ќе потреба. отворени порано, но ќе има забава и исклучително македонска музика ќе свири бендот што ќе биде Така горе. како што Тој треба. бенд е исто составен од две девојки и еден клавиатурист и еден гитарист. Благодариме Антонио и Благодариме. Перо што дојдовте. Благодариме. Бидете така, останете такви какви што се ни требате. Уште долго време. Многу лов парц иначе да ви кажам. Благодариме. 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 Го завршуваме денешното издание. Се надеваме дека го задржавме вниманието до самиот крај. Се разбира 6:45 така? Да, Закажуваме секој работен утре. ден, да. Да, до Инаку- крајот на ова работна недела. Денеска е денот на Скопје, не заборавајте, не ги заборавајте сите оние жртви за овој убав град да биде таков каков што е, со сите своји доблести и мани, сепак е наш. Да го сакаме Скопје, гледате македонска телевизија. Пријатно.